да разгласиш по целото царство. Да се погубат сите стари луѓе. Чунки од нив нема никаков аир. Одиела левот го трошат. Ич не им помагаат на младите. Сакам во царството да ми останат само млади луѓе. Разбра! Чакај! Уште не сум ти заповедал да тргнеш. И уште ова сакам да го разгласиш. Кој не ќе ја изврши мојата заповед, ќе му лепне главата. И уште ова да го кажеш. Сакам секој сам да си ги однесе своите родители во Црната планина, кај што мечките царуваат и таму да бидат погубени. Разбра? А се тргнувај. Народе, чуј и почуј. Народе, чуј и почуј. Народ нареди секој син или керка да си ги поведе таткото и мајката стари и да ги однесе во Црната планина. Таму бидат погубени и изедени од дивите зверови. Кој нема да ја изврши наредбата, ќе биде погубен. Проклети да ви се и царот и царството ваше, што го измисли ова зло на старците да им се прави. А нема ли некој млад да му каже дека не е убаво ова што го прави и дека мудроста е во старците? Ќе одам јас во Црната планина. Ама клетва ви ставам да знаете, житото да си го изгубите и семето за леп да го изгубите и за сува корка леп да испоцркате. Или некој друго зло да ве снајди. Тогаш ќе ги барате старите, ама нема кој совет да ви даде. Ај, врви си по патот, бабичке. Та јас не сум го измислил ова, мислиш, мене ми е лесно. Чуки, јас и немам мајка и татко. Ајде, врви си по патот. Кај си, бре, синко, до сега, бре? Толку време те немам видено. Се сам јадан. Откако умре мајка ти, се сам јадан. А ти си се по работа. По цел ден работиш. Еве денес недела, а тебе никаде те нема. Што се стори? Ајде, седни. Ајде, кажде, шо лошо ти пререков, та не сакаш да ми одговориш? Не ти се лутам јас тебе, татко, туку сум тажен за големото зло што го најде нашето царство. Зло. Зло. Какво зло?
Ništo ne je zlo, kaži mi ti mene, pa će vidime da li je zlo ili ne. Zlo je, tatko, zlo. Zlo ne treba mnogo pa da se razbere. Toliko je golemo zlo to što ne možem da ti okažem. A, bre, sinka, sve koje je zlo treba su svojat tatko da se podeli. Razbiraš? Zato vas me nije stariti. Nas, eve, kako što gledaš, za rabota ne biva. Ama, така, сетики за малко не бива. Кажи, ке ти дадам, сине. Абе, татко, не се работи овде за Наредба даде царот, страшна наредба. И не треба тука туку слушање. Толку е страшна наредбата што дури не можам ни да ти ја кажам. Што наредба е? Царот нареди сите синови да се ги погубат своите стари. Чунки ништо не работели, само лебот на царщината го јаделе. А кој нема да послушал, ќе му летне главата. Ете тоа. Аман, бре. И што и? Кажеш што да правим? Па, бре, синко. Царот си е цар, наредбата си е наредба. Ќе послушаш. Мораш да послушаш. Морам, велиш. Види, татко, јас мислам поинаку. Ти навистина си стари и поумен од мене, ама јас не мислам така. Јас мислам, татко, од тебе да те скријам. Така да те скријам што никој нема те најде. Јадење ќе ти носам, ако треба едно парче леп ќе делиме, татко, ама јас од тебе не седевам. Чекај, синко. Не сакам заради мене да страдаш. Не сакам главата да ја загубиш. Татко, јас навистина сум помлад, ама вој пат прости ми, нема да те послушам. Туку, ајде, стани сега. Стани да те скријам на едно тајно место, каде што, како што ти реков, никој нема те најде. Ајде, татко, те молам. Море, синко, ќе те послушам. Стар сум, ама не ми се умира така лесно. Ајде, татко. Ајде. Ајде, стани. Ајде. Што стана со царството наше? Еве веќе 3 години кај не фати оваа проклетија. Се изедовме. Дури семето за житото го изедовме. До година ќе нема што да посееме. Може ли јас да кажам нешто, честити цар? Ајде де, кога дошла работата, дотаму секој будала да ми дава, ај кажи ти. Пред 3 години, кога дадовте наредба да се погубат сите стари луѓе, една старица го проколна царството и затоа немаме ред. Ти си бил ептен будала човек, бе.
Мене не ми е гајле како снемало леп, туку ми е гајле како може пак да имаме. Да разгласиме из царството, честити цару, и да бараме ум. Абе ти знаеш дека си будала човек, ама сега умно кажа. Ќе морам пред царството да признам дека сгрешив. И сега ќе треба да издадам нова заповед. Ќе одиш сега и ќе разгласиш вака. Кој ќе пронајде семе за жито, ќе добие половина царство. Разбра? Сега оди и разгласи го ова. Тргнувај! Народе, чуј и почуј. Царот нареди. Татко, Што е, бре, синко? слушај вам. Што е? Ке мора да ми помогнеш. Ке мора сега ум да ми дадеш, татко. Де, бре, синко? Слушай, Кажи што? слушай. Ти знаеш дека глади е, сиромаштија, немаштија. Народов нема што да јаде, татко. Знам. Знаеш ли тоа дека немаме семе за жито? Знам, Слушай одамна сега. знам. Слушни сега. Кажи. Царот објави преку својот гласник дека го дава половината свое царство на оној што ќе каже кај може да се најде семе за жито. Бре, синко, одамна ја знам и за семето, и за житото. Ама не сакам да кажам. Чекај. Не сакам да делам судбината на дедоте Алексо, го знаеш каков беше лајпарда еден, така се излаи и глата му отиде. Чекај, остави го сега, не сакам да слушам за него. Кажи ми, значи ти знаеш кај може да се најде семе за жито? Знам, Кажи. знам, ама се плашам да не дознае царот кој ти кажал и двајцата ќе не погуби. Не бери гајле за тоа, татко. Те ветувам, нема да кажам. Те молам. Само кажи ми, кај да најдам семе за жито? Кажи ми, татко. Слушай вам, ќе бараш да најдеш еден мравјалник, ама поголем. Мравјалник? Да. Ќе го откопаш и внатре ќе најдеш семе, жито. Мравите собираат жито да им трае 7 години. Аман бе, татко. Да, само да не дознае никој. Не бери гајле, татко, нема никој да дознае. Значи да најдам мравјалник. Ќе го откопаш и внатре ќе најдеш семе за жито. Татко, многу ти фала ово што ми го кажа. Бре, си. Одам, татко, одам да го најдам семето и да му го носам на царот. Остани ми се здрави. Многу ти фала, татко. Оди. Ти мисли на дедоте Алексо. Немој да биде како него, да се излаеш само. Не бери гајле. Одам, татко. Ајде. Одам.
царе! Кој си ти што вака се втурнуваш во царството без ред? Прости, чести царе! Од радост, од голема радост заборавив на редот. Зар има некој што се радува во царството мое на овие маки што не снајдува? Јас се радувам, чести царе. Јас оти најдов лек за нашата мака. Каков лек? Најдов жито за семе. Каде? Еве го. Еве го, чести царе. Гледам и на очите своји не можам да им верувам. А каде го најде? Во еден мравјалник. Чунки мравите собираат жито за 7 години. А од каде го знаеш ти тоа, момче? Ке ти кажам, чести царе, кој ми кажа само ако ми ветиш дека нема да ме погубиш ни мене, ни татко ми. Татко ти? Да. Како татко ти? Зар татко ти е уште жив? Па нели јас дадов наредба да се погубат сите стари луѓе? Знам, чести царе, дека даде наредба, ама мене ми беше жал. Многу ми беше жал за мојот татко и да простиш го сокрив. Та сега тој ми кажа каде да го најдам житото. И така да го спасам нашето царство. Чести царе, старите луѓе знаат многу работи повеќе од нас младите. Сега, ако сакаш, можеш и двајцата да не погубиш. Подобро ние да загинеме отколку целото царство наше. Иако сум цар, сега гледам дека со таа наредба јас сум погрешил многу, момче. Значи, нема да не погубиш двајцата? Не, момче. Оди и кажи му на татко ти нека се радува. Оти јас сега како што ветив, така и ќе направам. Ќе ви го дадам половината царство. Оди сега и кажи му нека се радува. А и ти радувај се. Оди сега. Многу ти благодарам, чести царе. Многу ти благодарам. Господа ти дае здравје и долг живот. Јас тебе ти благодарам, момче. Оти со добрината твоја и јас многу работи научив. И станав добар. Со здравје, чести царе. Со здравје. Со здравје, момче.